Старото правило да се бакне раката на постариот за прочка, денес речи си смешно. Иако адетот вели помладите да бараат прошка од постарите, а потоа постарите од помладите, денес новите практики предизвикуваат промени. И додека новиот модерен живот нуди различни толкувања, сепак по возрастните децидни дека проштевањето по старо значи возљубување, така што празникот прочка кај нив има големо значење, низ кој тие ја чиста душата од гневот спрема ближниот и годината ја продолжуваат со топлина и мир. Па ништо, земеш портокал и одиш кај постари. Па кај постарите со портокалче бацеш рака во оно, поседеш, хапнеш, пиенеш и тоа е. И па како идат стари, овие младите кај старите, па бацуваат ги рака, па викат проштеве, да ти просто старите викат. Врзат го јајцето, па со устата го фаќат. Гледала сам и ја тоа, а како е шо е, не знам. Моите внучиња не се тука. А некој друг ќе дојде? Па доваѓа тие на мажа ми рода, сестричаци. Моите се у Словенија, внуците ги синове. Правиме тоа, а дето? Е па секој си има својто ја. Стари док сме, ке држиме ја дето и баклава, ке сукаме и се што треба. А млади кои остана, тоа е на не. Гледај да не сгрешиш. Ако сгрешиш, то се помне, ако се простиш. Помојте. Па како нема да се посетиш, некој те навреди, ако си прав. Ке му помнам, а ако се простиме. Народ идеше, поштува, кај постарите одеме ние, како млади, кога се жени, портокалчето, тоа е. Седнеш софра спремано, баклави, Анкетираните се децидни дека денес рака не се бакнува, младите не почитуваат, па некако и тие не знаат дали тоа нешто ќе води на добро или само како што велат и тие воздигање на големо. Па проштеват, знаете, јавуваат се. Проштеват. Да. Сите и внуците, сите ми проштеват. Ај нека се за нов годин. Нека и на вас да се оженете поскоро. Кој те бацува, оно, каде се бацуват, па ти раки ти бацуват. Нема. Да, треба да каже, ама а детите полека изгинаа. Да, сигурно, гарант. Ја рака бацување не давам, неќам. Оти раката е гадна. Се нешто фанеш, колку да измиеш. А овака со устата просте ми простчемо. И така. А прават ли се баклави? Прават се. Баклава рванија се прави се благи работи што било. Ќе правите ли? Ке правим и баклава и ово алва. Ќе направите. Ке направам. А која е вкусната баклава, најдобриот рецепт? Па јас највише сакам алва, повише ми се бендисува него баклава. Од ја забин нема доволно. Сега не верувам, нема го тоа. Не илја, забрави се секој, никој кај некого не иде и тај што тој не поштува тема. Каде тоа е. Па ние старици спремаме сега да видиме че како ќе биде. Да, очекуваме гости да. Да. Инаку во минатото обстојувале обичаи кои се одржувале вечерта на поклади, кога потесното семејство се собирале дома. Обичајот амкање се спроведувал така што варено лупено јајце се вразувало на конопен конец и се обесувало на стапчи или на сукало. Потоа децата седнувале кај трпезата или клечеле на колена, а некој од возрастните го нишал јајцето, доближувајќи го кон устата на секое дете, кое викало ам, ам. Потоа јајцето се кршело и невозрастниот член на семејството ја вадел варената жолчка и во половина од белката турел малку вода, од која сите учесници во амкањето пиеле по некоја капка. Потоа конецот го палеле за да видат каква ќе биде иднината на семејството. Ако конецот горел силно, тоа значи дека годината ќе биде здрава и среќна. На крајот сите деца меѓусебно се проштевале, а потоа барале прошка од родителите.